Јас сум прасето Пепа. Ова е моето братче Џорџ. Ова е мама прасица. А ова е тато прасе. Прасето Пепа. Не толку добро. Мама и тато прасе направија појадок за Пепа и Џорџ. Појадокот е подготвен. Пепа има црвени дамки на лицето. Мамо, не се чувствувам толку добро. О, Пепа, и не изгледаш баш најдобро. Не грижете се, ќе му се јавам на доктор Браунбер. Доктор Браунбер на телефон. Пепа не се чувствува добро. На лицето има црвени дамки. Пепа нека си легне. Јас веднаш ќе дојдам. Доктор Браунбер дојде да ја помогне на Пепа. Здраво, Пепа. Како си денес? Не сум баш добро. Да го видам јазикот, молам. Не е ништо сериозно. Пепа има само алергија. Ќе ми треба ли лек? Алергијата брзо ќе ја снема, а ако сакаш можам да ти дадам и малку лек. Да, ве молам. За жал, нема многу убав вкус. Отвори ја устата, те молам. Одвратно. Ти си многу храбро, девојче, штом си многу умна за ова. Пепа мора да остане во кревет. Ќе се јавам подоцна да проверам дали е добро. Може ли Пепа да има посетители? О, да, секако може да има посетители. Алергијата не е заразна. Догледање. Догледање, доктор Браунбер. Мамо, може ли сега да станам? Доктор Браунбер рече дека треба малку да полежиш во кревет, Пепа. Тоа е многу здодевно. Доктор Браунбер рече дека смееш да имаш посетители. Може ли овцата Сузи да ми дојде на гости? Овцата Сузи е најдобрата другарка на Пепа. Ке се јавам на мајка и на Сузи. Здраво, господје прасе. А може ли Пепа да зборува со Сузи, ве молам? Здраво, Сузи. Здраво, Пепа. Не сум многу добро. Имам црвени дамки на лицето. Дојде ли лекарот? Да, доктор Браунбер дојде овде. Рече дека не сум добро и дека сум многу храбро девојче. И навистина си болна. Да, не се преправам. Морам да лежам во кревет. Доктор Браунбер ми даде лек што навистина имаше одвратен вкус. Ќе дојдам да те видам. И ќе се облечам униформата на медицинска сестра. Овцата Сузи дојде да ја види Пепа. Сузи го носи костумот на медицинска сестра. Дојдоа и куќето Дени и заја кон Ребека. Здраво, Пепа. Здраво! Како се чувствуваш? Не сум добро, Сузи. Мора да лежам во кревет. Што можеме да направиме за да ти биде подобро? Може да ми донесете сок од портокал? Поред. Пепа изгледа многу ужива. Благодарам, Сузи. Се чувствуваш ли подобро? Малку. Дени? Паша ја мајка ми, дали може да ми даде малку сладолед? И Ребека, можеш ли да ми донесеш цвеќиња од градината, те молам? Доктор Браунбер е тука да види дали на Пепа ја подобро. Одлично. Сестрата е веќе тука. Како е пациентот? Не сум вистинска медицинска сестра, само се приправам. Гледам. Би сакале јас да проверам? Да, ве молам. Гледам. Повеќе нема црвенило. Целосно си оздравена. Не сум ли барем малку болна? Како се чувствуваш? Мислам дека треба да останам во кревет уште малку. Би сакал да си поиграм со топкава надвор во градината. Кој сака да ми се придружи? Јас. А кој би рекол? Целосно закрепнување.